Емисија за земјоделците Допир на природата. Минути за земјоделците. Корисни совети, разговори, совети за земјоделство и производство на храна. Се на едно место, во Допир на природата. Земјоделското производство последниве години се менува брзо, како никогаш досега. Гранката од економијата, која некогаш го имаше статусот на статична, доживеа експлозија на биотехнолошки иновации, крупни чекори во генетиката, големи промени на пазарот и потреси. Во бројните информации за новите закони, одредби, кредитни линии, субвенции, новите технолошки решенија, начини на одгледување, новите раси, емисијата Допир на природата ќе ви помогне да се снајдете, да го следите развојот и навреме да се адаптирате на новите тенденции. И додека земјоделците овде можат да дојдат до многу нови информации, оние другите пак ќе можат да се информираат за најновите текови во производството на храна, бидејќи ќе успеете со помош на Допир на природата. Драги мои, често пати можам да слушнам коментари од моите пријатели, соработници, земјоделците, кои што велат: и вие новинарите имате интересна работа како нас. Се занимавате со работа за која што не знаете кога, како и што се може да донесе. Тоа е токму така, но нашата прошетка по земјоделските краеви, по земјоделските патишта, по земјоделските напори, по земјоделските трудови вродува, верувам дека секогаш со плод. Емисијата Допир на природата, посветена на земјоделството, секогаш се интересира за проблемите, новините, известувањата кои што се однесуваат во земјоделското производство. Тука се рубриките Агроден, рубриката Фарма, Интересно, Овошјето дар на природата, Плодови на земјата. Сето е она опфатено во наредните минути. Ќе ве оставам да ја уживате во наредните минути со сето она што ви го подготвивме во рамките на денешното издание на емисијата Допир на природата. Агроден. Од 16 овој месец започна аплицирањето на земјоделците за поддршка во земјоделското производство за 2014 година. Што конкретно содржи оваа програма и кој што може да аплицира, ќе дознаеме повеќе од разговорот со советникот во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството Владко Ристовски. Господин Ристовски, како што рековме, што конкретно содржи оваа програма и условите кои што треба да ги исполнуваат земјоделците за да може да конкурираат за финансиска поддршка? Така како што кажавте, од 16 март 2014 година започна аплицирањето за директни плаќања за 2014 година и популарно кажано за субвенции за 2014 година. Крајниот рок за поднесување на барањата е 31 мај 2014 година. Право на субвенции имаат сите оние кои што имаат пријавено производни капацитети во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопарство, и оние кои што ги исполнуваат минимум критериумите за остварување на ваква финансиска поддршка. Право на субвенционирање, односно право на субвенции од територијата на Крива Паланка и Ранковце имаат околу 1400 земјоделци кои што имаат пријавено своји производни капацитети, што значи дека станува збор за огромна бројка на земјоделци кои што ги користат овие финансиски средства. Или конкретно за 2013 година имаат аплицирано 1361 земјоделец за финансиска поддршка во земјоделството. Значи, искуството покажува дека е огромна бројката кои што користат субвенции од страна на државата. Колку земјоделците кај нас се запознати со условите кои што треба да ги исполнуваат кога доаѓаат да поднесуваат апликации? Па видете, субвенциите се доделуваат многу години наназад. Така да сите оние кои што ги исполнуваат условите, се запознаат, или сите оние кои што не ги исполнуваат знаат како да аплицираат или да ги исполнат условите за да се стекнат со право на користење на финансиска поддршка. Сакам да искористам и оваа прилика да ги информирам сите земјоделци, значи да го искористат рокот навремено и да си поднесат барање за користење на финансиска поддршка за 2014 година, како што кажав, значи крајниот рок е 31 мај 2014 година. Искуството што покажува колку кај нас земјоделците го испочитуваат рокот? Дали тоа обично го прават последните денови кога истекува рокот или сепак порано? Па
Токму така, нашиот менталитет е таков, секогаш се чекаат последните денови, тогаш ги ставаме вработените на мака, да се ствараат големи гужви. Апелирам, значи моментално можете сами да забележите дека нема гужва, може да уште сега да почнат да аплицираат за финансиска поддршка, за да не ги ставиме на мака во последните денови и вработените, но и предпоставените за да размислуваат за продолжување на тој рок. Значи крајниот рок е 31 мај, има доволно време сите и покрај обврските со земјоделските стопанства да дојдат да си поднесат барање за користење на финансиска поддршка. Допир на природата. Многу често климатските промени имаат последици врз земјоделството поради што од нив зависат и намирниците кои секојдневно ги користиме. Според Huffington Post, некои од нив би можеле да исчезнат до 2050 година, како на пример кафето, чие семе потекнува од земјите околу екваторот, зони каде температурите растат многу побрзо отколку на други места. Стеблото на кафето арабика, на која отпаѓа 75% од купното светско производство, се чувствителни на габата Хемилеа вастатрикс, која предизвикува скапување на билката, а климатското загревање е главниот причинител на оваа болест. Според студијата од 2011, кафето арабика во Никарагва и Мексико во наредните неколку децении ќе исчезне целосно. Светот би можел да остане и без чоколадо, бидејќи 70% од какаото се произведува во Западна Африка, каде температурите ќе се зголемат во просек за 2,3 степени до 2050 година. Цената на какаото би можела да експлодира. Климатските промени влијаат и врз лозјата. Француските лозари веќе забележуваат дека грозјето созрева порано и содржи повеќе шеќер, а помалку киселина. Доколку овој тренд продолжи, лозарите лесно би можеле да останат технолошки вишок. Премногу благите зими предизвикуваат помалку плодови на јаболка и помала берба. Истото важи и за кајсиите, крушките, праските и сливите. Во едно истражување од 2010 година објавено од Националниот совет за одбрана на ресурси, до половина век 1/3 од сад ќе се соочат со недостиг на вода. Поради глобалното затоплување загрозени се исто така и бананите, како и хмелјот кој е чувствителен на големиот пораст на температурите. Фарма. Секое македонско семејство може само да се направи успешна земјоделска приказна. Само треба да се има желба, разбирање и се разбира да вложи труд. Вака не дочекаа во Ранковце семејството Поповски, кои живеат вистинска идила во својот двор, каде буквално кажано нема што нема. Ова индивидуално земјоделско стопанство работи со сточен фонд и обработува земја. Скромните домаќини ни рекоа дека иднината ја гледаат во развојот на аграрот. Во домот на семејството Поповски, еден од главните зборови го има токму домаќинката Светлана. Имате многу животни, многу растенија, многу земјоделски култури. Како се справувате со сето ова? Вие сте домаќинка, не одите на државна работа, значи како има ли време, како ви почнува денот наутро? Наутро ќе станеме рано, си има све свое и така. Сите си имате своји обврски? Да. И затоа си ги постизаме. Да, зашто сте задолжени вие? Јас сум задолжена за кози, за јариња, за се, како секоја и жена. Да. Колку кози имате, колку јариња? 73 кози имаме. Имаме неколку 100 јариња, ќе ги видите. Да. И така. Како се справувате со толку? Па, добро. Желба треба да имаш за све. Знаата ме помага, па некој пат и мажива. Да, морат и те да помагаат, нормално. Ги изведувате на паша козите? Да, у 10 сабале ги пушту и вечер ги докарам. 3, 4. Да. Нахранимо и така. Што јадат најмногу? Па луцирко и веќина ги ранимо, зопче ги туримо и така. Зашто обично некој знае да каже дека козјото сирење или козјото млеко има некој специфичен мирис и вкус и дека не секој може да го јади? Зошто мислите, дали е до храната, дали е до начинот на кој што се произведува? Ја мислам дека има такви кози што помирисува самото здив на козите. Да. Ама ми кад ги купуемо, ги бирамо. Значи тој е и тој. Има на некој козе, еве маш ми те коле, друг донесе. Некој јаре ќе ми мириса на јарешко. А нашеве не, што знам, не знам.
Тоа е валјда. Веќе До Збив е, да. До самата коза, До- какви да. кози, каква раса е кај вас коза? Векино се алпинки нашиве кози, украстени, алпинки. Колку машки, колку женски имате? Па имамо 5 машки и 68 жени. Женски. Да, кози. И овде тука ги ојерувате козите, така? Да. Ако има потреба, викнемо доктор, ако нема, Да. И како оди постапката, мислам, колку време да речеме, сега јас не ги разбирам ти работи, колку време да речеме козата од која ќе има како се вели тоа? како ти се окози? Да, како? Па, се препознава. Колку време додека да се ојари? Па се препознава, еве, у пашу за кози се, јас си го докарам дома ми со козите. Да. И како се однесуваат со маличките козите? Па, како секоја мајка и козите, само што стоката не може да збори. Исто е. Да. Се љубопитни, си ги сакат, си ги препознават и... Интелигентни ли се вака, разбират ли кога му зборите? Како не разбирам. Сега, кога ќе влеземе кај јарињата, одма идат на мантил, рипав, сакав да ме гушкат, како исто да ме гушкав, како деца. Да. Значи знаат кој ги храни, така? Да. Колку дневно млеко земате од козите? Колку имате? Па, како ќе се најадат? Значи зависи количината на млеко од исхраната? Да. Тој никој, како некој човека кој е сит. Так. И колку, например, една коза, да речеме, на ден може да даде млеко, зависно од тоа со што ја храните? Па повеќе кога се напасе до 2 кила, ја, значи, не ги турам препарати, некои прашкови или витамини или ово или но, чисто природно. Сам бале 1 кило, вечер 1 кило не може да даде оно што го нема, како некој што вика, мојата коза или... Да. Рачно молзење се? Па лани рачно се снаоѓа мозома, а сак машина ќе купим. Бидејќи има многу. Да. Колку е машината, скапа ли е за... Па мислам дека 800 евра дали рече дека била. Млекото, сирењето го давате за продажба, така? Да, И за да. плюс за дом? Да. Колку изнесува килограм млеко и килограм сирење? Па сирењето по 200 денара го даваме, а млекото по 30 денара го снава, да. Се купува ли? Да, муштерија имамо и се од Скопје се. Векино муштерија. Одлично. Вела дека е и здравио козјото млеко. Така кажуваат на телевизија па сега. Да. Сметате ли дека може да се живее од козарството? Исплатлив ли агробизнес? Па успева, слушај, добро е државава дава субвенције, тој сме презадоволни. Да. Добро е, има Колку зимате субвенции за една коза? Па јас 1500 евра сега се земав за 73 кози. И редовно се. Да. Има ли прегледи од страна на ветеринарните? Да, ветеринарни дојде во контрола, дојде све како што валја. Да. Мора да се внимава и на болеста. Кои болести најчесто се застапени кај козите се јавуваат? Па не. Значи кај вас се еворот? Да. Земјоделското производство е предизвик за секој кој знае што бара и како треба да се пристапи кон него. И покрај макотрпната физичка работа, Светлана не се шали. Вели се ја сака работата која е дел од семејниот бизнис. Развивањето и поддршката на индивидуалните земјоделски стопанства во агрокомплексот во Македонија за многу семејства представува не само начин за самостојно решавање на животното прашање и за бегство од сиромаштијата, туку и за испишување на навистина успешни бизнис приказни. Допир на природата. Се наближува шпицот на откупната сезона на домашното јагне, а фармерите се незадоволни од откупната цена. Извозниците на ваквите состојби гледаат во намалената побарувачка и куповна моќ на европскиот пазар. Македонското јагне е квалитетно и ценето во Европа, смета председателот на Асоциацијата на фармери Ефтим Шаклев. Сега најголемиот откуп на јагнешко месо во Македонија. Тоа значи пред велиденските празници, католичките велиденски празници. Сега за сега е нормален откуп, нема некои осцилации. Цената е 140 денара. Ова цена сточарите не се задоволни, очекуваат малку да се покачи цената, затоа што неколку години се задржува оваа цена. Би требало да има покачување од 150 до 160 денари. Тоа ќе видиме дали ќе се случи пред самиот празник.
Ако се покажи до 150 или 160 дена, тогаш ќе бидат задоволни сточарите. Млекото моментално се откупува 38 денара по литар и тоа треба да доживее мало покачување, меѓутоа сега за сега цената е таа. Има се бара млеко, скоро сите млекари го барат, меѓутоа цената е иста. Според Чаклев не е толку алармантна состојбата со овчарството во Македонија, како што може би изгледа, зашто како што вели тој напротив се зголемува бројот на овци во земјава. Цената на јагнето и на млекото исто, меѓутоа податоците покажува сосема друго, има покачување на бројот на овците. Во Македонија така до сега има околу 780.000 овци. Тоа не се податоци од статистика или од било кој избори, тоа се податоци од ветеринарна управа на Македонија и од платечната агенција, што рачунаме дека тие се податоци веродостојни. Во Италија само мал дел во Грција. Грчкиот пазар оваа година не е стабилен, ако е грчкиот пазар достапен оваа година за македонското јагне, ќе биде многу добро, затоа што во Грција се извезува комплет целото јагне, се изнутриците, се треба, и не е толку драстична килажата. Што значи и поголемо јагне се извезува во Грција, додека во Италија се извезува само лесно, мало јагне. Македонското јагне традиционално за великденските празници завршува на пазарите во Италија и Грција. Но каква е сега состојбата? Не е тоа финансиска состојба, тоа некоја политика што ги надминува нашите можности и рамки за разговор. При сметките на сточарите се дека годинава реална цена е 180 динари за килограм јагнешко, што за сега е неостварлива сума. Во поранешните години јагнешкото место се откупуваше за извоз по цена од 230 динари жива мера. Околу 85% од македонското јагне се пласира на европските пазари, а државата од оваа стопанска дејност бележи девизен прилив од 11 до 15 милиони евра годишно. Плодови на земјата. Постојат повеќе видови тиквички кои меѓусебно се разликуваат како по морфолошките особини, така и по својата намена, што се однесува до одгледувањето во пластеници или во заштитени простории. За никнување таа бара температура повисока од 12 степени Целзиусови. Оптималната температура за раст и развој во границите од 25 до 30 степени Целзиусови. Температурите под 5 степени влијаат негативно врз нормалниот развој на тиквичките, а мразевите во рана пролет може да доведат до потполно уништување на растенијата. Како растение тиквичката има голема потреба од влажност, бидејќи формира голема лисна маса, но не поднесува и преголема влажност. Во услови на недоволна влажност, плодовите се поситни и понеквалитетни, а може да дојде и до исфрлање или опаѓање на цветовите и младите плодови. Потребата од топлина и влажност зависи од фазата на развој на растението. За никнување најповолна е температурата од 25 до 28 степени и обилна влажност. По оваа фаза на развој потребна е умерена влажност и температура на почвата помеѓу 20 и 25 степени Целзиусови. И тогаш се создаваат услови за развој на кореновиот систем и развој на надземниот дел на растението. Подоцна во фазата на цветање и интензивен пораст на растението, потребна е повисока температура. Се произведува од расад или претходно се засејуваат во сакси или контејнери, кои подоцна директно се расадуваат на постојано место. Се расадува по формирањето на 3-4 постојани листови. Садењето се врши во втората половина на февруари или на почетокот на март, а ако не се загрева, во втората половина на март. Растојанието на коренчињата е 100 на 50 см. Се применуваат истите мерки на нега, на посевот, како и килубеницата. Бербата отпочнува околу првата половина на мај, но зависно од климатските, а пред се од температурните услови од загревањето, често се случува бербата да стаса и порано. Производството во ниски тунели се врши подоцна и зависно од надворишната температура. Понатаму се открива полиетиленот и тогаш одгледувањето продолжува на отворено. Бербата почнува во втората половина на мај и трае до средината на јули. Бербата при нормални услови се врши секој ден или преку еден ден. Приносот се движи од 30 до 40 тони на хектар. Допир на природата. Болести ке морковот се појавуваат на листовите и на коренот. Станува збор за пламеница на лист, церкоспора, црна дамкавост или алтернарија и краставост.
Превентивна заштита се врши со прскање со фунгициди како цинеп, препарати на база на каптан, антракол или полирам. Од гадни заболувања на коренот се појавуваат штети од бело гниење. Тие болести се спречуваат во прв ред, како што се споменува, со плодоред и со употреба на системски фунгициди кои се ефикасни против пламеницата и пепелницата. Коренот на морковот може да биде нападнат и од инсекти како што се телени црви, ларви, грчици ларви, гундели ровци, совици, нематоди, но најголеми штети нанесува морковата мува. Најдобра заштита се прави со примена на земјишни инсектициди како што се галатион, додека за ларвите од морковата мува превентивно се користи басудин или форсе. Морковата мува се појавува често и масовно. Има 2 генерации годишно. Женката полага околу 100 јајци и по излегувањето на ларвите, тие веднаш навлегуваат во морковот и тоа најчесто на младите растенија и во внатрешноста на коренот прават ходници кои подоцна го намалуваат неговиот квалитет или го прават некорисен за исхрана. При користењето на инсектициди мора да се внимава бидејќи морковот има својство инсектицидот да го прима во самиот корен. Препорачливо е пред третирањето да се изврши консултација со стручно лице во врска со примената на инсектицидите и фунгицидите, бидејќи освен за исхрана на возрастните, морковот се користи во исхрана на мали деца. Овошјето – дар на природата. За нормален развој, плодоносење и добивање на квалитетни плодови, неопходен е правилен режим на исхрана на растенијата во насадите од јаболка. Правилната исхрана подразбира достапност на сите биогени, макро и микрохранливи елементи во оптимално количество и во време кога соодветниот елемент е најпотребен за растението. При ѓубрењето на насадите од јаболка вообичаено се води сметка во почвата да се внесат одредени количества азот, фосфор и калиум, а ретко кога се размислува за состојбата со другите макро и микроелементи. Овие елементи се користат во помали количества од страна на растенијата, но нивното влијание во правилната исхрана е огромно, бидејќи тие учествуваат во голем број физиолошки и метаболитички процеси кои го детерминираат приносот и квалитетот на плодовите. Во интензивното производство на јаболка, фолијарната прихрана на растенијата е задолжителна мерка. Фолијарната прихрана е особено важна на затревени површини и во услови при дефицит на влага во почвата. Поради разни причини честопати се случува ограничување на достапноста на хранливите елементи за кореновиот систем на растенијата. Во некои случаи пак количествата на хранливите елементи потребни за брз пораст на листовите, гранчињата или плодовите ги надминуваат количествата кои може да бидат обезбедени преку нормална апсорбција од коренот и транспортните процеси. И во двата случаи фолијарната апликација може да биде најдобар начин на обезбедување на растението со потребните хранливи елементи во одредено време и со определено количество. Фолијарната апликација на хранливите материи обезбедува можност за снабдување на хранливите елементи директно на листовите, цветовите или плодовите во период кога тие се најпотребни. Фолијарните ѓубрива вообичаено се мешаат меѓусебно и со поголем број пестициди, но постојат и исклучоци поради што пред самата примена е потребно да се погледнат упатствата за апликација. За поголем процент на усвојување на фолијарните ѓубрива потребно е да се внимава на временските услови, односно температурата не треба да надминува 25 степени Целзиусови, а релативната влажност да не биде под 50%. И покрај големата ефикасност на фолијарната прихрана, таа сепак треба да се користи како дополнување на програмата за ѓубрење преку почвата, а не како нејзина замена. Преку фолијарната прихрана може да се предизвикаат несакани последици, било преку оштетување на деловите на растенијата или преку неефикасноста на самата апликација. Поради тоа, при примената на фолијарната прихрана потребно е да се направи правилен избор на ѓубриво или комбинација на ѓубрива, на количествата како и на времето на апликацијата, а при тоа да се има предвид состојбата на растенијата во соодветниот насад. Интересно. Трета година поред се одржа Зелникот на баба во Пробиштип, манифестација од хуманитарно-ревијален карактер, посветена на традиционалните македонски специјалитети. Вредните домаќинки оваа година ги засука ракавите и подготви околу 200 парчења од овој традиционален македонски специјалитет.
Збогатена со гости од повеќе градови, оваа година и Крива Паланка ја представуваат 4 надпреварувачки од клубот на жени активно старење, кои се представија со 3 зелника подготвени од Коприва. Од овде рекоа дека се одлучиле за овој специјалитет Коприварник затоа што манифестацијата се одржала во петок, ден кога се постиг, па токму и Копривата била најдобар избор за тоа. Масата со кривопаланичките специјалитети Коприварник и традиционалниот цимит беше бргу потрошена. Освен нив имаше гости од Велес, Кратово, Неготино, Свети Николе, Куманово. Инаку на другите штандови можеа да се пробаат и зелник, јајченик, џозлеме, колупиде, штрудла со јаболка. За само 3 години оваа манифестација толку се наметна и толку стана препознатливо обележие, препознатлив белег на нашиот град, зашто само зборува и посетата од сите градови. Буквално имаме скоро од сите градови од Република Македонија посетители, што излагачи нели на зелници, што излагачи на ракотворби. Драго ми е што оваа година имаме некаде преку 200 учесника кои што нели ги продаваа зелниците на парче. Средствата уберени, како што рековме и претходно, наменети се во хуманитарни цели, наменети се за една наша млада сограѓанка на која што треба да им се изврши операција. Јас се надевам, сега во моментот не знам колку средства се уберени, меѓутоа се надевам дека се уберени доста и дека барем малку од малку ќе ублажиме финансиската состојба на низините родители за да може детето да се оперира. Убавото време и вкусната храна донесе над 3000 гости на Пробиштипскиот плоштад. За едни тоа беше можност да пробаат од вкусните зелници, а за други да се видат со своите пријатели. Освен забавен, манифестацијата имаше и хуманитарен карактер, па за 1 час подготвените зелници беа продадени, а собраните средства беа отстапени на организаторот Општина Пробиштип, која ќе ги намени за хумани цели. Остана тој уште 2-3 зелника, имавме направено негде околу 20 зелници, плюс сакам да кажам дека имавме 50 мекици и зелници од семејството Стоименови, на кои минатата година им ставивме струја од собраните средства. Многу се радувам што им помогнавме на луѓето. Ете, тие денеска излегува пресред и направија 50 мекици и зелник. Многу поздравуваме оваа манифестација, бидејќи има хуманитарен карактер и ние учествуваме со 6 сави тука, со нашата екипа од 5-4 члена. И мислам дека ово за поздравување и луѓето купуваат, дават 50 динара, не жалат за бидејќи знаат каква е акција. Допир на природата. Деновиве представнички на клубот на жени активно старење од Крива Паланка учествуваа на традиционалната манифестација која што се одржа во Пробиштип Зелникот на баба. Нешто повеќе за ова ќе ни каже Анка Стојановска, секретар на Општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка. Оваа година клубот активно старење на оваа манифестација учествуваше прв пат. Минатата година нашите членки исто така учествуваа, но беа во организација на Сдруженијето на пензионери, така да ова година беа поканети они како минатогодишни учеснички да ги презентираат, да ги изготват и да ги продадат своите производи. Бидејќи барањето, писмото, поканата беа во стилот да се понесат, да се подготват традиционални бабини зелници или пити, учесничките да бидат облечени во народна носија, моравме да се придржуваме на тие критериуми, на тие барања од организаторите. Избравме членки што убаво сука, што убаво подготвуваат бабин зелник, што имаат народна носија што можат да се облечат, и така учествувавме со 4 членки. Беа подготвени 4 типови на зелници, сите и пити, сите беа различни. Што беа подготвени? Пилоци, што не? Подучени од минатогодишното учество, самите учеснички преферираа зелникот да биде со коприв. Може би поради тоа што се пости, може би по вкусот. Јас
како присутна таму се уверив дека на вистина најпрво беше баран зелникот, оние баничките со коприви беа најпрво барани и најпрво продадени. Се продава веднаш, да, самиот организатор си имаше утврдено цена за поголемо парче 50 денари, за помало 30 денари. Средствата соберени од продажба им беа предадени на организаторите да ги употребат во хуманитарни цели, да. Што имаше од другите градови, со што се представија? Исто и тие со зелници, со баници или има и некои други нивни специјалитети од местото каде што? Па, веројатно во желба да се докажат, бидејќи беа претежно стари луѓе, кои што немаат многу можности да се докажат, освен пред внуците, беа излезени од рамките на барањата на организаторите, така да имаше и други специјалитети, имаше колачиња, имаше, како да кажам, друг вид намесени работи, бидејќи навистина нашата маса, кога минатата година ми кажуваа дека нашата маса прва се испразнила, просто не можев да верувам. Оваа година се случи истото. Кривопаланечките баби се прочуени, значи по кривопаланечки зелники, по други специјалитети, домаќинки на место. Масата наша се продаде во еден збив. Дури пред да почне манифестацијата, доаѓаа луѓе што минатата година купиле и бара, дајте, бидејќи не смеевме пред стартот да почнеме, оставете ми, тргнете ми на страна, еве ќе си платам, ќе дојдам. Идната година, да сме живи и здрави, може и да се покажеме, да се представиме така, таму и малку побогато, бидејќи сигурно организаторите, ако во ваков стил ја организираат манифестацијата и идната година, нема да ни замерат, така да би настапиле со градска маса и со селска маса, за да не бидеме само со селска, со етно стил, да. Дел од членките ни замераат, зошто протежирате, зошто го преферирате само етно стилот. Имаме и желба да го прикажеме и староградскиот стил. Допир на природата. Драги гледачи, тоа беше се што подготвивме во рамките на денешното најново издание на емисијата посветена на земјоделството Допир на природата. Во изминатите минути можевте да ги проследите рубриките Агроден, плодови на земјата, овошјето дар на природата, Фарма, интересно и се она што верувам дека допре до сите земјоделци. Сите оние кои што се земјоделци, оние кои што се чувствуваат земјоделци, но и оние кои што размислуваат дека во иднина може да бидат земјоделци. Доколку е тоа така, се гледаме наредната недела во истото време. До тогаш се најдобро. Емисија за земјоделците Допир на природата. Минути за земјоделците. Корисни совети, разговори, совети за земјоделство и производство на храна. Се на едно место во Допир на природата.